Вечерва во Агенда 35 зборуваме за тоа како функционира локалната самоуправа, како се финансираат македонските општини и поважно, како ги трошат парите, дали во насока на јавниот интерес и доброто на граѓаните. Останете со нас. Иако фискалната децентрализација во земјава конечно се откочи со донесување на неопходните законски измени минатото лето, сепак остануваат клучните предизвици како општините да станат финансиски понезависни од централната власт, како да го подобрат менаџирањето и на крај на ден како да создадат подобри услови за живот и задржување на младите. Сите анализи укажуваат на благо подобрување на перформансите на локално ниво, но за жал големата слика е речиси непроменета. Општините се финансиски силно зависни од централната власт, повеќе од половина од приходите ги трошат за плати на администрацијата, речиси никогаш не ги реализираат во целост парите за капитални расходи кои се клучни за подобрување на условите за живот и водење бизнис. Сите 80 општини и град Скопје во првите 9 месеци од минатата година располагале со приход од вкупно 451,7 милиони евра, од кои 2/3 ги добиле како трансфери и дотации од централниот буџет. Во истиот период, тие потрошиле вкупно 440 милиони евра, од кои најголем дел за теховни расходи – 374 милиони евра. Од нив најмногу за плати, и тоа 235 милиони, додека пак само во капитални објекти како улици, тротоари, паркинзи и канализации инвестирале само 15% од сите потрошени пари, односно 65,5 милиони евра. Овој лош сооднос помеѓу купувањето на политички мир или гласови, што најчесто се гледа во партиската превработеност, и реалните потреби на граѓаните, што најчесто се гледа во капиталните инвестиции и трошоци наменети за подобрување на животот и услугите кон даночните обврзници, со години се констатира во бројни извештаи и анализи, а за истиот неодамна укажа и советничката во Министерството за финансии Ширет Елези на годишната конференција за децентрализација и локално управување. Сакам акцент да се осврнете за 2020, односно до ноември 2022, каде општините треба да придонесат исто така во делот на даночната политика имаме намалување, во делот на растот на приходите, даночните приходи 6,9%, а пак имаме зголемување на даноците има. Тоа покажува дека следствено дел од општините направиле напор за наплата на своите даноци, а пак во делот на капиталните приходи имаме исто така дел на зголемување, што не е случајот во делот на структурата на расходите, каде имаме зголемување на трошоците за комунали, односно ставката за стоки и услуги е зголемена од 20% во структурата во 2020 на 27%, тоа значи 7% повеќе пари во структурата на буџетите на општините за комунални трошоци. Тука може да се увидат дека имаме зголемување во делот на плати, а пак намалување голем дел на капиталните расходи, како и претходните говорници, го увидеа тоа дека општините со цел подмират трошоците за комунали ги намалиле инвестирањата на локалната власт. Министерството за финансии веќе ги стави во функција сетот законски измени за унапредување на фискалната децентрализација, кои во иднина треба да ги стимулираат градоначалниците повеќе да ги прибираат локалните давачки, да ги зголемат сопствените приходи, но и активно да аплицираат за користење на програмите од буџетот и од меѓународните институции кои им стојат на располагање. Законските измени кои се донесени во делот на 2022 се во полза на општините со измените на Законот за финансирање на локалната самоуправа кој влезе во сила од 27 јули ова година, се зголеми фондот и трансферите на данок на додадена вредност од 4,5% на 5%, а во наредните 2 години се до 2024 година да порасне на 6%, со тоа што имат одредени критериуми. Фондот за воедначување, за општините, без градот Скопје и градот Скопје се расподелува во износ 80% и за општините во градот Скопје и градот Скопје 12%, односно дел за перформанси ќе ги опфатат само тие општини кои имат поголема реализација над 70% од планираните согласно нивните претходните буџети на основниот буџет, а наплатените сопствени приходи од претходната година во пресечните сопствени приходи биле наплатени по
последните 3 години пред претходната година. Тоа е многу важен момент со цел да ги охрабриме градоначалниците да си ги наплатат и да си ги зголемат нивните даноци на имот и комуналните такси, да си ги приберат. Но градоначалниците не се задоволни ниту од темпото, ниту од начинот на кој се одвива процесот. Тие се жалат дека барањата од општините до надлежните институции се разгледуваат многу бавно и неефикасно, а во меѓувреме на голем дел од општините им се случува масовно иселување. И ако мислат дека ние сме среќни со тие бројки, не сме. Тоа е факт, бидејќи не може да се помириме со фактот дека ние ќе добиеме 6% од ДДВ 26 година или 25 година, а денеска добиваме 4,5%. А ние имавме тенденција 25 да добиеме 10%. Така да, а тоа е најмалата ставка во цела Европа. Ние немаме време, бидејќи сме премногу назад и со ова темпо на движење на проценти 0,5, 0,2, 0,1, нема никогаш да стигнеме во Европа, а уште помалку да се развиваме како што сакаат граѓаните и што очекуваат од нас. Меѓутоа, бројките се страшни. Необезвени средства од буџетот на РМ за поттикнување на рамномерниот регионален развој со законски утврдени од минимум од 1%. Ревизорите утврдиле дека последните 2 години од 2019 до 2021 се префрлени, трансферирани по сите основи, не само по планските региони, не повеќе од 46% од оваа сума. Значи, ни половина. Како очекуваме ние да имаме рамномерен регионален развој кога ни половина од средствата законски, донесени со закон, не се трансферираат? Во едни вакви услови останува предизвикот дали реформите чии што вкупен ефект во 2024 година треба да биде 27 милиони евра повеќе пари за општините на годишно ниво, ќе доведе до поефикасна локална управа. Дали парите се единствениот кочничар на локалниот економски и инфраструктурен развој или се итно неопходни силни зајакнувања на стручните капацитети во општините ефикасно да ги реализираат средствата. За сега, она што е потврдено е дека најголем дел од приходите одат за плати на општинските административци, чиј што број од избори во избори постојано расте. Јана, добар ден, благодарам што сте дел од нашата емисија. Ќе почнеме со една многу важна тема, е тоа како се трошат народните пари, односно како и самите општини се финансираат и како ги добиваат парите. Каква е ситуацијата во општина Центар? Да. Да почнеме прво од каде се полни буџетот на општината. Буџетот на општината има еден основен дел кои се приходи што општината успева да ги реализира и еден друг дел кои се трансфери од главно централната власт. Зависно од типовите на општини и од активностите кои се случуваат, економските активности кои се случуваат на ниво на општина, тие проценти варираат. Има општини кои се целосно зависни од централните владини трансфери, а со тоа практично нивната улога децентрализирана е многу намалена, бидејќи зависат од нивното функционирање, целосно зависи од тоа колку пари ќе добијат. И тие пари се пресметуваат по определени формули, за да може да се извршуваат основните функции. Но во тие општини секако трпат некои други елементи кои би требало општината од своите средства да ги финансира. Во општина Центар е една друга ситуација. Ние имаме буџет кој е релативно голем во основниот дел, значи во оние активности на општината од кои прибира пари, но она што е многу спорно за нас и како иницијатива Шанса за Центар и воопшто како можност за одржливо урбано живење е тоа дека нам буџетот 60 и неколку проценти ни се полни од така наречените дозволи за градба или од продажба на државно земјиште. Со тоа практично ние го губиме просторот во градот за градење или за објекти, а се помалку ни останува простор за јавен простор, за зеленило, за јавни установи како што се градинки, училишта и сите други намени. Или еве вака мал елемент да кажам, кога целиот простор ќе се продаде или ќе се даде за дозволи за градба,
ќе се населат многу луѓе, а сите други пропратни и сервиси кои треба да го поддржат квалитетното живење ќе недостасуваат. Квалитетот на живот ќе страда. Квалитетот на живот ќе страда. Заради тоа, ние и како иницијатива одамна веќе се залагаме дека мора да постои пропорционалност, мора да постои некакви параметри кои според капацитетот на просторот ќе ги димензионираат и потребите на тоа што може таму да се гради, а од друга страна со кои се услуги, односно сервиси ќе мора да се поддржат, да се поддржи квалитетот на живот. Мислам дека на сите им е веќе познато дека овие урбанистички планови што се реализираат во Центар, за кои и јас како поединец додека бев во општината, а и сега како иницијатива многу пати се обидуваме да на некој начин го смениме, да речем, начинот и на планирање и на носење на одлуки, како тие планови што ќе се одржат во нив. Реализацијата на тие планови овозможува буџетот на таков начин да се полни, но од друга страна да страда квалитетот на живот и тоа на долга стаза е неодржливо заради тоа што ние не можеме да го зафатиме целиот простор со објекти, ниту пак нон-стоп да додаваме нов и нов кат на секој објект, да ги зголемуваме и во габарит и со тоа да го окупираме живењето. Но финансирањето во општина Центар за жал се темели токму на тоа. И сега тука има уште еден елемент, бидејќи општината на тој начин заработува пари, може парите да ги троши, односно да располага со нив на начин на кој тоа го прави. По мене, мислам дека и заради тоа отиде нашиот втор пост на социјалните медиуми, може би е добро да го искомуницираме тоа и на ваков начин, па и поинако преку медиумите, како се троши тој буџет. Дали соодветствуваат примените пари од дозволи за градба и од продажба на земјиште со услугите кои назад им се враќаат на граѓаните. Кога го разгледувавме буџетот финансиски во однос на парите, нема да одам во детали колку е тоа во апсолутна вредност, ама релативно гледано, огромен дел од буџетот се троши на прво администрацијата која докажуваме со бројки низ овие истражувања, дека ако била во 2017 година помалку од 100 луѓе, а сега е 145 луѓе, што е значи 50% зголемена од тогаш, таа го јаде буџетот и тоа значи дека најголемиот дел практично се трошат за плати. Најголемиот дел се троши за плати. Потоа доаѓаат дел од, например, капиталните инвестиции, вкупно 20% од буџетот е наменет за капитални инвестиции, но повеќе од половина од тој буџет е наменет само за еден капитален објект, како што е во овој буџет тоа е изгласено, катна гаража во Капиштец. Ние поставивме тука многу прашања дали еден објект со толкова голема инвестиција е пропорционален на потребите на сите центарци, бидејќи буџетот треба да соодветства на потребите на сите. Ако ќе се разгледаат подолу сите други инвестиции, тие се во некои проценти до најмногу 3, што значи дека и урбанистичкото планирање и заштитата на животната средина и се друго е една петина, да речем, од големиот колач кој се распределува за администрација или конкретно за една катна гаража. По мене мислам дека тука мора да се смени политиката и на финансирање на општините, зависноста од дозволи за градба ги прави општините да не може да престанат да издаваат бидејќи од тоа зависат. Да, а од друга страна државата не дозволува, да речем, да се промени финансискиот модел и како во најголем дел од земјите во светот, градовите да се финансираат од даноците на имот. Ние знаеме колку многу станови, односно објекти кои се изградиле не се во употреба, односно стојат празни. Тие кога се непродадени и не плаќаат данок никаков не имат, што значи дека го окупираат просторот, а никаков ќар нема општината на долги стази. Дури и кога се плаќа данок немат, мора да признаеме дека данокот немат е толку мал,
што тој не придонесува доволно за да може со данокот на имот да се покријат сите други потреби на граѓаните во градот. Се тоа што го наведовте, практично е проблеми на сите други општини. Во општина Центар и во општините во град Скопје тоа е релативно голем проблем. И таа градежна експанзија заради тоа и најмногу се случува во Центар, во Карпаш, во аеродром. Но, и кога ќе се види сега по параметрите на продадени или непродадени станови, ние на ниво на град Скопје имаме 80 облакодери, како на Джевахир, пака како за споредба на гледачите, кои се празни. Никој не живее внатре, тие се изградени. Да. Тоа е практично состојбата, вака, пропорционална и полесно разбирлива. Но тоа покажува само дека таа експанзија градежна која ни се случува во овој урбаниот дел на градот Скопје е поттикната од различни елементи, никако од одржлив урбан развој, никако од рамномерен регионален развој, бидејќи владата има некакви стратегии за кои зборува како треба рамномерно да се развива државата. Ние имаме некакви плански стратешки документи кои сме ги потпишале не само интерно туку и со Обединетите нации. Ние сме потписници на овие одржливите цели за развој на Обединети нации. Целта 11 точно кажува што значат одржливи градови и заедници и би требало и политиките кога се спроведуваат на ниво на држава, односно на локално ниво, да соодветствуваат со тие стратешки документи кои државата ги прифатила. За жал, ова што се случува на терен е сосема контрадикторно и тоа со индикаторите од одржливите цели на ЮН, поточно од цел 11, ние го докажувавме со години кога докажувавме дека тие планови не придонесуваат кон постигнување на целите кои се глобални цели. Ова се прашања кои што не можат да бидат решени само да речеме од една општина или од една општинска иницијатива, па дури ниту од еден политички субјект. Очигледно треба поголем политички фокус и ангажман, цела една реформа на тоа како е уредена локалната самоуправа. Какви се вашите контакти со министерството, со централната власт? Има ли тука слух за да се смени нешто? Гледате, ако ги разгледуваме стратешките документи на државата, во нив се напишани како цел, напишани се активности. Дури и на локално ниво ние имаме многу документи кои се донесени, кои зборуваат за различни активности кои би требало да се спроведуваат. На терен тоа не се спроведува. Ние имаме една неусогласеност на тоа што се случува, што пишува или зашто се носат, да речем, некакви одлуки и политики и на крај спроведувањето како е на терен. И тоа сите го чувствуваме. Таа неудобност, да речем, на живење во центарот на градот и недостатокот на тие базични сервиси кои се поизразен станува секој ден, мислам дека зборува сам за себе, независно што стои во документите. Инаку Министерството за локална самоуправа во последните 5 години донесе сериозни стратешки документи. Има дискрепанца меѓу пишаното децентрализација, индикатори за децентрализација, стратегија за рамномерен регионален развој, стратешки документ со акциски плани, со индикатори кои, ако на терен ги погледнеме, не одговараат на она што таму го предвиделе, да речам, во извршната власт. Споменавте нешто многу важно, тоа е бројот, односно процентот на зголемување на вработување во општинската администрација. Сите сме свесни дека и претходно, но очигледно таа практика и продолжува. Општинските администрации се полнат со партиски активисти, со партиски припадници. Вие сте граѓанска иницијатива. Има ли тука разлика на тоа како, мислам, зборувам од аспект на секојдневното ваше учество и во работата на општината, како се представени граѓанските интереси преку партиите и нивните избраници и преку директни граѓански иницијативи кои што произлегуваат од самите граѓани? Да. Како што реков, ние сме граѓанска иницијатива, ама и за гледачите може би е добро да појасниме. Значи, ние учествувавме на локалните избори и 2017 и сега 2021 година за советници. Советниците се практично
групата на граѓани избрани од граѓаните која треба да ги штити интересите на граѓаните, која треба да биде линкот помеѓу извршната власт на ниво на општина и граѓаните. Што значи дека ние сме директните представници на граѓаните. Ние не сме вработени во општината, сите имаме своји други професионални ангажмани, сите имаме друга своја, да речам, образовна различни образовни структури, потекнуваме, но сите тука треба да придонесат за тоа да се носат најквалитетни одлуки кои ќе бидат секако во сооднос со она што граѓаните го бараат. Дали партиските советнички листи на овој принцип? Јас можам да зборувам за она што како искуство веќе 5 години го имам. Мислам дека квалитетот на и ангажманот на луѓе кои седат во советничките клупи не е доволен. Дека тие многу малку се интересираат за реалните потреби и кога се носат документи, имам чувство дека не секогаш и ги разгледале сериозно документите, за да, ако не заради некој друг, заради себе, заради својата непосредна околина, заради своите деца дома, внуци, пријатели, размислуваат дали со таа одлука ќе им го вратат достоинството на живење во општина Центар. И многу пати ги повикувам на тоа, на личниот интегритет, на личниот став кога се носат различни одлуки, некогаш поуспешно, некогаш помалку успешно, но искрено мислам дека квалитетот на дебата во Советот паѓа и тоа не е добро, бидејќи Советот треба да биде место кај што сите одлуки кои доаѓаат треба да се издискутираат, да се разгледаат сите аспекти, да се разгледаат последиците од нив и да се донесе најдоброто решение. Многу често недостасуваат доволно податоци. Јас многу пати зборувам дека не може без податоци да се носат добри одлуки. Дури еве сега и за катната гаража која ја споменав, која е најголема капитална инвестиција за која се одвоени најмногу пари од буџетот за оваа година. Таа катна гаража ние не знаеме колку места точно ќе има, за колку граѓани ќе биде обслужена и така натаму, и ние баравме таа да биде образложена и јавно да биде објавена. Ние денеска на вистина ги имаме сите медиуми, а особено што во општина Центар живеат луѓе кои се дигитално писмени, образовани, имаме една структура на луѓе која сепак се интересира за тоа што се случува и како советничка група постојано инсистираме на транспарентност и објавување на се она што се случува во општината и се носат одлуки. Јас морам да признам дека никако не можам да ги разберам, да го разберам политичкиот маркетинг на сликање со деца по приредби и на доделување на така некои награди, заради тоа што мислам дека тоа не е суштината на работата на локалната самоуправа. Донесовме одлука на Совет во која сите проекти кои се над 1 милион денари мора да бидат јавно објавени на веб страната. Жал ми е да кажам, ниту еден проект не е објавен. Зошто сме носеле тогаш одлуката, ако проектите не се објавени, да. И ако одлуките не се почитуваат. И тоа е суштинскиот проблем, недостатокот на дебата, недостатокот веројатно и на некоја зрелост во разбирањето на проблемите, невклученоста доволна на граѓаните, иако еве јас ке зборам за нашата советничка група, ние со години назад се трудиме најтранспарентно да ги искомуницираме сите работи, сите случувања во Советот со граѓаните за да тие знаат за што се дискутира, кои одлуки се носат, за да дадат поддршка или за да го искажат своето незадоволство, револт или несогласување. Но многу е важно дебатата да биде жива и тие да си го најдат своето соодветно место во тоа политичко обкружување, не чекајќи секогаш и само мнозинството во Советот да пресуди. Туку да пресуди најдоброто, заради тоа што на крај последиците ќе ги чувствуваме сите кои живееме тука. Интервјуто би го завршила со една малку поширока тема, сепак поврзана со ова што го зборувавме, а тоа е граѓанскиот ангажман. Еве вие сте успеале да мотивирате, да ангажирате луѓе кои што се препознале во вашата идеја, се борат за тие принципи за кои што веруваат. Живееме во време кога апатијата, разочараноста од политиката, вклученоста на граѓаните е многу мала, апатијата е многу голема и гледаме дека се помал број на граѓани гласаат на избори, се помалку се политички активни, вклучени, особено младите, или
или пак кога се вклучени одат сосема во некакви радикални страни на политичкиот спектар. Како да се мотивираат граѓаните, како да им се дали треба од нив да излезе таа воља за политичко учество или пак треба нешто да им се понуди па тие да препознаат таа понуда? Или сепак има тука некаква Мислам дека е тоа прво корелација? глобален проблем, недостатокот на доверба во политичките структури, во таа мејнстрим, да речем, политика, не се случува само тука, се случува насекаде. Но, за разлика од политиката на централно ниво, на локално ниво не опаѓа така драстично довербата, односно невклученоста на граѓаните, како што се случува кај нас. На ниво на градови, да не зборувам за помалите општини, ама на ниво на градови во цела Европа, големите градови дури знаат да покажат сосема различна политичка определба ако во целата држава има една партија која владае и ако таа партија носи политички одлуки кои се спротивни, да речем, на некои демократски принципи, тогаш големите градови се први кои го покажуваат отпорот. И голем е бројот на луѓе кои излегува на локалните избори во урбаните средини, особено во главните градови. Да, Турција, Унгарија, например, ми... И такви примери треба секогаш да ни бидат показател дека градовите се носители некогаш на промени и тие заради структурата на населението таму, заради академскиот свет кој постои во градовите, ја даваат насоката на тоа каде прогресивниот свет сака да се движи таа држава или таа средина. Тоа што се случува во Македонија, особено што се случи, еве ке зборувам за Титово како град кој е сериозен град и во кој се повторија локалните избори, а само 30% од населението излез и тоа 30% од она население кое е нели запишано во избирачкиот список, не значи вкупното население, излезе на гласање, покажува еден многу страшен тренд. За мене, мислам дека е тоа голем пораз за локалната власт, да не може да ги мотивира граѓаните или граѓаните да се толку разочарани. Кој е излезот од таа ситуација? Ја верувам секогаш дека транспарентноста е излезот и дека вклученоста на граѓаните, можноста тие да придонесат и да се чувствуваат слушнати во процесите е она што е број еден принцип. Да, навистина тука медиумите треба да ја одиграат улогата, вистинските информации да ги праќаат до граѓаните, она што нив навистина ги интересира, не она што се сака да се биде слушнато или што ќе поттикне, да речам, брза реакција на поддршка или на негативно исмејување, туку напротив суштината на работите која на крај ќе има ефект врз граѓаните. Мислам дека кон младите луѓе социјалните медиуми денеска даваат еден простор на модерен начин да им се пристапи и да се ангажираат. Тие имаат сега една поголема свест за некои работи кои можеби се сгрешени од повозрасната генерација, ама кои им ги оставаме ним како проблем да го решат. Тука е главно еколошкиот проблем, заштитата на животната средина. И ако може да вака се направи некаков пресак, сите теми за заштита на животна средина ги водат младите и кај нив е силата за тоа. Верувам дека тоа и во други области може на истиот начин да им се пристапи, но тие мора да сватат дека се тука, дека се вклучени, дека има за нив простор во дебата и така натаму. И јас мислам дека и ние во нашата граѓанска иницијатива главната поента, да речам, преку која сакаме да разговараме со граѓаните е да отвориме диалог. Не секогаш и сите идеи се добри од граѓаните, ако нема доволно информации, тие може да бараат нешто што не соодветствува на крајот на општото добро. Но интересите кога ќе се дискутираат, тогаш мора да победи јавното добро, мора да победи јавниот интерес над приватниот интерес, мора да победи некаква подобра иднина и кога тоа на некој начин ќе сватат дека низ еден транспарентен, отворен, партиципативен процес, нивниот глас може да биде дел од факторот кој ќе одлучува на крај, мислам дека ќе бидат и помотивирани. Опаѓањето на бројот на луѓе што излегуваат на избори, па дури еве и за општина Центар, само 50%, мислам дека е премал број за ваква средина како што сме ние. Благодарам многу за интервјуто и за пораките. Фала многу.
Предлози со коим се олеснува на граѓаните на ЕУ да гласаат и да се кандидираат на општински избори во земја членка на Унијата во која престојуваат, различна од онаа на која се државјани, одобри Комитетот за граѓански слободи при Европскиот парламент минатата недела. Целта на одобрените предлози е зајакнување на правата на мобилните граѓани на ЕУ на европските избори. Поконкретно, европратениците бараат да се укинат јазичните бариери, да се поедностават и преземат порано процедурите за регистрација, потоа подобро да се заштитат правата на ранливите групи, како и да се олесни гласањето преку воведување полномошник, поштенско, предвремено или електронско гласање. Европратениците се со намера да ги отстранат така наречените одредби за отстапување, кои во моментов дозволуваат една земја членка да го ограничи правото на мобилните европејци да гласаат и да се кандидираат на избори кога нивното население ќе порасне над 20% од сите граѓани на ЕУ, државјани и мобилни, кои живеат на територијата на таа земја членка. Со нацрт предлозите исто така треба да престанат да важат правилата кои во моментов им дозволуваат на земјите членки на ЕУ да ги резервираат највисоките позиции на локалната власт само за своји државјани. Двата предлог извешта и на Комитетот за граѓански слободи треба да бидат на пленарна седница на Европскиот парламент во февруари. Европратениците се надеваат дека ќе го завршат целиот процес на време, за да може новите правила да важат за европските избори во 2024 година. Регионите и градовите треба да имаат поголемо влијание на иднината на Европската Унија, сметаат 89% од испитаниците, локални и регионални политичари од земјите членки на ЕУ, покажува анкетата Регионален и локален барометар, спроведена на барање на Европскиот комитет на региони, а објавена во октомври 2022. 65% од испитаниците изјавиле дека регионите и градовите може да бидат најефективно вклучени во дискусиите за иднината на Европа, преку обезбедување континуирани дебати на темата на регионално и локално ниво. Сепак, според локалните и регионалните политичари вклучени во анкетата, само 10% од нивната локална администрација била целосно или делумно вклучена во изготвувањето на националните планови за заздравување и отпорност. Во однос на прашањата на зелена транзиција и кохезиски политики, 51% од испитаниците се изјасниле дека клучна цел на ЕУ фондовите треба да биде поддршка на зелената транзиција на економијата, а 83% сметаат дека финансиската поддршка на кохезиските политики носи поголема додадена вредност за нивниот град или регион, отколку другите типови на финансирање. Инаку за потребите на анкетата, регионален и локален барометар, во периодот јули-септември 2022 година биле спроведени преку 2698 разговори со локални и регионални политичари во секоја од земјите членки на Европската Унија. Со цел обезбедување ресурси, ефикасност, транспарентност, како и намалено влијание врз животната средина, властите на главниот град на Грција, Атина, објавија дека со почетокот на новата 2023 година, 100% од услугите кои ги дава градот на граѓаните, невладините организации и бизнисите, кои живеат или работат во главниот град, се достапни онлайн. Целиот процес на дигитализација на услугите на градот започнал во 2020 година и бил завршен за 35 месеци или скоро 3 години. Корисниците на платформата за услуги на градот Атина сега може да пристапат онлайн директно до вкупно 207 услуги, без да има потреба да ја посетат градската администрација лично. Покрај можноста да поднесат барање за издавање одреден документ од страна на градските власти, граѓаните преку системот може да го следат процесот на изготвување и добивање валидна дигитална копија од документот кој им е потребен. Дополнително, преку платформата граѓаните може да извршат онлайн плаќања поврзани со градските давачки, како и да ги следат активностите на градот. Помеѓу услугите кои жителите на Атина може да ги користат онлайн се барање за сечење кастрење на зеленило, пристап до архивски материјал на градот, потоа поднесување документи за постапки поврзани со градење, локални даноци, користење на јавниот простор, користење паркинг и многу други. Според податоците на градот Атина, преку платформата за услуги, градската администрација добива 400 електронски барања на ден, додека во последните 3 години преку 194.000 граѓани и бизниси веќе се регистрирале на платформата.